Вчера се одиграа надпреварите од последното 36-то коло на првата македонска фудбалска лига. Двете тетовски екипи Шкендија и Ренова со победи над Пелистер и Победа се одјавија од штотоку завршената прволигашка сезона. Екипата на Шкендија со комбинирана екипа во која продефилираа многу млади фудбалери, го совлада Пелистер на домашен терен со 3:1. Гостите од Битола дојдоа во водство уште во 10-тата минута со голот на Бажи Илиоски. Шкендија комплетен пресврт направи на стартот на вториот дел, со двата погодоци на Шпента Сани. Конечниот резултат го постави бразилскиот интернационалец Виктор Нилдо Јуфо во 78-та минута. Фудбалерите на Ренова со убедлива победа на гостински терен против Прилепска Победа од 3:0 ја завршија сезоната. Ремзи Фаик Селмани беше стрелец на два погодоци, додека капитенот Фисник Нухи во 77-та минута од пенал ја потврди убедливата победа. На останатите надпревари беа постигнати следниви резултати. Брегалница Работнички 6:2, Шкупи Македонија Ѓорче Петров 1:1 и Вардар Силекс 0:0. Конечната табела на првата македонска фудбалска лига изгледа вака. Екипата на Вардар е старо нов шампион со 83 поени и ќе настапува во квалификациите за Лигата на шампионите. Во квалификациите на Лигата на Европа се пласираа Шкендија, Работнички и Пелистер, кои се пласираа од втората до четвртата позиција. Ренова, Силекс и Победа се пласираа во средината на табелата, односно од 5-тото до 7-то место. Шкупи заврши како 8 и ќе игра дополнителен бараж за опстанок во лигата со трето пласираната екипа од втората лига составот на новаци. Екипите на Брегалница и Македонија Ѓорче Петров завршија на последните две места и следната сезона ќе настапуваат во понизок ранг. Нови прволигаши се екипите на Скопје и Академија Пандев од Струмица.